Dobar den, dragi učenici. Ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija i prirodni nauki v osnovното učilište Maršal Tito Strumica. Danes ki gi izučuvаме составните делови на секое цветно растение. Секое цветно растение е составено от 6 дела. Корен, стебло, лист, цвет, плод и семе. И секој од тие 6 дела има своја улога. Најпрво ќе започнеме со коренот. Која е улогата на коренот? Коренот всушност има две главни и основни улоги, а тоа се да ја впива водата и минералните материи од почвата и да го прикрепува растението за почвата. Да, доколку не постои коренот кај растенијата, тогаш секое растение не ќе може да се држи исправено над почвата, не ќе може да расте, да се развива и да создава храна. Точно, растенијата се создавачи на храна. Тие се автотрофни организми. Од коренот, кој што пружа прикрепување на растението за почвата и кој што впива минерални соли и вода од почвата, доаѓаме до вториот орган на растението. Тоа е стеблото. И стеблото има своја улога. Стеблото исто така има двојна улога. Тоа има улога да ги носи водата и минералните материи од коренот до сите делови на растението. Значи тука спаѓаат листовите, цветовите и плодовите. Значи стеблото ја пренесува и водата со минералните материи од коренот до листовите, цветовите и плодовите, но во исто време пренесува и хранливи материи од листовите до цветовите, плодовите, па преку стеблото се до коренот. И во стеблото постојат два вида на спроводни садови. И тоа ксилемски спроводни садови или ксилем, кои што ја пренесуваат водата со минералите од коренот па до останатите делови на растението, и флоемски спроводни садови или флоем, кои што ги пренесуваат хранливите материи создадени со фотосинтеза од листовите до сите делови на растението. Листот има многу важна улога кај растението. Листот всушност ја создава храната за целото растение. Во листот се врши фотосинтеза или спојување на водата и минералните материи од почвата, јаглеродниот диоксид од воздухот и сончевата светлина или енергија. Зошто листовите кај сите растенија се зелени? Што мислите? Еве и овде гледате кај овие цвеќенца листовите, па дури и стебленцата се зелени по боја. Листовите кај поголем број на растенија се зелени по боја, затоа што во себе содржат една пигментна материја, обоена материја, која се нарекува хлорофил. Значи, овој пигмент, хлорофил, кој што е присутен во листовите на растенијата, има зелена боја. Затоа и листовите кај растенијата се зелени по боја. Овие три дела
или 3 органи на растението што ги изучувавме се нарекуваат вегетативни органи. Значи коренот, стеблото и листот представуваат вегетативни органи затоа што тие го овозможуваат растот и развојот на растението. Сега ќе продолжиме со останатите 3 органи на растението. Тоа се цвет, плод и семе. Овие 3 органи се нарекуваат репродуктивни органи на растението. Зошто? Затоа што цветот, плодот и семето го овозможуваат размножувањето на растението, создавање на нови потомци, нови млади растенија. Цветот понатаму ќе го изучуваме како репродуктивен орган, ќе изучуваме за опрашување и оплодување на цветот, создавање на плод и семе. Секое семе во себе носи мало бебе растение. Затоа велиме дека цветот, плодот и семето спаѓаат во групата на репродуктивни органи. Значи, од оваа лекција научивме дека растението има 6 главни органи, од кои 3 се вегетативни органи, и тоа корен, стебло и лист. Тие го овозможуваат растот и развојот на растението, а останатите 3, цвет, плод и семе, се репродуктивни органи. Тоа можеме да го покажеме и кај живите растенија, за да видиме дека овој диаграм навистина се совпаѓа и навистина ја дава целосната градба на цветните растенија.